124.500 паркирања за една година. Зонското паркирање со кое раководи јавното претпријатие Паркиралишта даде позитивни резултати во обезбедувањето на паркинг простори, намалување на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје, како изголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Општина Струмица со 54.676 жители има 35.311 граѓани кои живеат во градот Струмица. И на истата територија регистрирани се 12.519 патнички и други возила, но се претпоставува дека има околу 4.000 нерегистрирани возила, што значи степенот на моторизација во градот е едно возило на 2,8 жители. Градоначалникот Заев смета дека со воспоставувањето на црвената и жолтата зона на паркирање е решен еден од погорливите проблеми со кои се соочуваше градот. Се сеќавате на периодите околу Нова година и Божик, кога доаѓа нашинците од странство во летните периоди, целиот овој хаос, кој што знае секому да го расипе денот од причина што тешко се снаоѓа во сообраќајниот хаос, а последиците од психолошките ефекти се секако многу кратни. Денес овие состојби во Струмица се променети. Секако можностите за развој на решавањето на паркингот и во останатите делови на градот се исто така отворени како можност. Развојните проекти, начини на решавање на тие проблеми, претпријатието заедно со менеџерскиот тим и вработените ги имаат и детектирано и констатирано како можности за решавање. Струмичани со став дека со зонското паркирање се воспостави ред со обезбедувањето на паркинг места, особено во централното градско подрачје. Сметаа дека треба да се примени и на останатите фреквентни улици. Една година плаќаме редовно за паркинг плац, платен паркинг плац. Ние сме многу задоволни. Претходно имаше голем хаос. Страшно беше да немаат луѓе кај да се паркират, нема кој да влезе внатре. И нема мештри, нема пазар. Това беше толку страшно, а сега е фала на Бога. Се е добро. Мислам дека треба. Имаме проблем со некои улици, како што се Младинска, завчера каде бев на кај Свет 15 и таму има проблем. Мислам дека треба слободно да се прошири и ќе биде добар прилог на нашиот град. Јас како возач можам да кажам дека бенефитите од зонското паркирање се големи, затоа што пристапноста до сите објекти кои што ни се потребни и ние како туристичка агенција овде, со улицата која што е дел од зонското паркирање има поголем пристап, подобро и посоодветно паркирање на возилата, слободни места, значи регулиране хаосот кој што претходно беше во самиот централен дел на градот. Разликата значи на воведувањето на зонското паркирање за мене лично и претходно е многу голема, бидејќи сега има некој си ред и се поставува и има тенденција да биде се подобро и подобро, така да за мене лично е многу добро. Како корисници на паркинг местата во општина Струмица за лица со посебни потреби сме во овој момент многу задоволни и за разлика од претходниот период кога немаше зонско паркирање, за лицата со посебни потреби е далеку подобро, повеќе паркинг места се овозможени, добро се одбележани и ги има воглавно пред сите јавни институции, онаму каде што треба да ги има. Денес беа презентирани резултатите од воспоставувањето на зонското паркирање пред една година. Јавното претпријатие Паркиралишта е едно од ретките кој 1% од остварените приходи ги донира во различни сфери од општественото живење. Покрај паркинзите, Паркиралишта е одговорно и за јавното осветлување во општина Струмица.